Од 2 до 27 ноември ќе се одржуваат 19-тите есенски музички свечености, кои ги организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Покрај домашни учесници ќе има и гостување на музичари од Унгарија, Полска и Србија. Организаторите најавуваат 9 програмски термини, пред се од класичната музика. Покрај концерти на класична музика, претежно од камерни ансамбли, и оваа година програмата е збогатена со друг музички жанр. Годинава тоа ќе биде од областа на фолклорот, по повод 100 годишнината од раѓањето на Никола Бадев. На тој концерт на 15 ноември во Македонската опера и балет ќе настапат 20 изведувачи. Тој ќе биде отворен в петок во Македонската опера и балет со изведба на балетот Лебедово езеро на Чайковски во кореографија на украинецот Виктор Јеремко и под диригентство на Бисера Чадловска. На 10 и 11 ноември се концертите на музичарите од Унгарија и Полска, кои ќе се одржат во Филхармонијата. Концертот на редниот ден, на 11 ноември, е по повод независноста на Полска и ќе настапат млади музичари од таа земја, виолинистката Агата Кмак и пианистот Марсин Гузик, заедно со македонскиот кларинетист Ристо Ѓуревски. Гостински учесници на есенските музички свечености се и музичарите од камерниот оркестар Аморосо од Србија, кои на 16 ноември ќе настапат во музеот на град Скопје. На фестивалската програма се и оперската представа Марија Калас час на 4 ноември, концертот на триото Интерарт на 16 ноември, концертната промоција на CD-то Звуците на трските опера трио на Татјана Петрушевска Караскоковска, Игор Бакревски и Маријан Милушевски на 22 ноември и концертот на Горан Начевски, Страшо Темков и Елена Атанасовска Ивановска, со кои на 27 ноември ќе завршат 19-тите есенски музички свечености.